Вработени во водостопанство Брегалници и земјоделци од Грдовци, кои дошле да ја зафатат водата од Оризарска река за во Полињата, утрово забележале ново загадување. Освен бело заматената вода од реката се шири непријатна миризба на некаква хемикалија. Земјоделците велат дека оставуваат да влезат во нивите полни со ваква загадена вода, бидејќи многумина газат боси, па можни се разни инфекции и други последици по здравието. Дотолку повеќе што никој не кажува за каков вид загадување се работи и колку истото е опасно. Во водостопанство Брегалници немоќно коментираат дека пролетва ова е петто или шесто загадување кое е забележено, а може да имало и повеќе случаи кои не биле евидентирани. По кој знае кој пат веќе повторно се јавува загадување на Оризарска река и покрај сите обиди да се пронајде виновникот за тоа се уште не е пронајден. Веројатно станува збор за префрлање на топката едни на други помеѓу Министерството за екологија, инспекторите помеѓу себе префрлат топката, односно инспектор за рибарство со инспектор за екологија. Земјоделците реагираат до водостопанство, а се јавувале и кај надлежните инспекцијски служби, ама не добивале никаков одговор, па не знаат каква и колку штетна вода пуштаат во нивите. Моментално нема некој да е кажал дали штетна или не е штетна. Сега најнова информација ни кажуваат од инспекторатот за животна средина дека наводно мострите требало ние да ги земаме од загадената вода, што за мене нема логика. И како ќе се одвиват работите од тука натаму, не знам. Веројатно веќе се познава дека има повторно изумрени риби, жаби и други животни. Иако досега неколку пати беа прозивани фабриката за целулоза и хартија и некаков конфекцијски погон, никој ниту потврдил, ниту ги демантирал таквите шпекулации. Од инспекцијските служби ги советувале вработените во водостопанство Брегалница да земат мостра од водата и да ја испратат на анализа за да се утврди од каков вид е загадувањето, па дури потоа да се бара загадувачот, односно виновникот. Меѓутоа, овие велат дека не се надлежни за да го направат тоа. Градовјани пак коментираат дека по првиот помор на рибите сега Оризарска река во нивниот атар практично е без животински свет, што само по себе е алармантно.